почитувам председавач со комисијата. Значи, збориме за законот за установи и самиот наслов на законот дефинира установи. Поимот установи понатаму е дефиниран и со член од самиот закон, значи согласно законот установата може да биде јавна, приватна и мешовита. И сега кажува јавна е нели кога основач е владата, некој општина, град Скопје и така натаму. Понатаму имаме приватни установи, основачи се приватни лица или издруженија и така натаму, но имаме и една категорија така наречени мешови установи или јавно-приватно партнерство, како сакаме така по народски да го кажеме, каде што во установата имаме и јавен и приватен капитал. Значи, веќе кога регулираме одредена материја, тогаш таа треба да биде во насока на регулирање на целокупниот опфат на таа материја. Законодавецот прави обид да подобри нешто во законот со цел борба со корупција, нели, со малверзација и така натаму. И добро е тоа што се регулира јавниот интерес. И тука се воведуваат критериуми кај јавните установи. Меѓутоа, за мене е сосема неразбирливо зашто се отфрла овој амандман од причина што истиот дорегулира покрај јавните установи овие правила да важат и за мешовитите установи, односно установите каде што имаме јавен капитал од една страна и приватен капитал од друга страна. Значи, не својствено е државата да се грижи стриктно за јавните установи, а да не се грижи за капиталот кој го има во мешовитите установи. И да не сака да ја регулира оваа материја, со истите принципи, викаме дека се добри и во насока на регулирање на оваа материја, да се воспостават стрикни критериуми, кој може да биде член во управен надзорен одбор и на некој начин да го подигнеме нивото на самите тие управни одбори, надзорни одбори, со цел да влезат вистински стручњаци од областа, од правото, од економијата и луѓе кои познаваат таа проблематика, со цел во иднина да се напушти досегашната пракса во управните и надзорните одбори да влегуваат било кој. Без светно образование, без познавање на проблематиката, без никакви референции за себе што постигнали и така натаму, и ние рековме дека го поздравуваме тоа. Меѓутоа, ме чуди зошто Министерството не сака да го уреди делот каде што има владата, каде што има државата удел во установи, но има и во истата установа и приватен капитал. Значи, ако владата се грижи за својот капитал, без проблеми ќе го прифатеше овој амандман, затоа што е добронамерен и е во насока на заштитување на јавниот интерес. Без разлика што не е 100% во одредени установи, владата мора да најде начин како да го заштити својот капитал во така наречените установи со мешовит капитал. Или каде што има јавно-приватно партнерство. Впрочем, и една од заложбите е да ја ослободиме јавните добра, да возможиме мешање на капиталот, до инвестирање, до екипирање, барање на заеднички места каде што јавниот капитал и приватниот капитал може да се спои, и тоа е сосема во ред, регулирана законска материја. Меѓутоа, тоа што ние го бараме со амандманот, во тие управни и надзорни одбори да постојат истите правила како што се во јавните установи. Односно, да влезат луѓе со завршени 240 кредити по ЕКТС, односно факултет,
да влезат луѓе од струката, да влезат луѓе кои познаваат проблематиката и нормално се остава простор, нели, тоа да не биде стриктна рамка, да може да влезат и уште неколку други кои се познавачи на работите, ама нема да ги направите рестрикции по образование. Сега ова не е прифатливо за Министерството. Се поставува прашање зошто, кога доаѓа нешто од Министерството за економија, тука мора да бидете многу внимателни, тоа го научивме до сега од соработката со ова Министерство. Очигледно, онаму каде што има мешовит капитал, треба да одат работите полесно. Кои работи може да одат полесно? Прво што ми паѓа на памет, да се оттуги јавниот капитал во интерес на приватниот. Не зборам дека тоа ќе се случи, меѓутоа прво што ми паѓа на памет кога има мешовит капитал, дека државата, ако не сака ова да го регулира, може би има задни намери да овие управни и надзорни одбори не бидат така структурирани со вистински професионалци, туку со партиски војници, како што беше и досега, кои ќе минуваат некои одредени економски сделки, бизниси на штета на државата. Друго логично објаснување. Зашто државата, односно Министерството, не сака ова да го уреди, јас немам. Може би во реплика заменик министрот ќе ми објасни на кој начин планира со неквалитетни кадри во управните и надзорните одбори, со кадри кои немаат соодветно образование, štiti јавниот капитал. Понатаму, контрадикторност. Во истиот член предлагаме намалување на членовите на управните и надзорните одбори максимум до 9, нешто што го видовме во Законот за јавни предпријатија. Тука не може. Значи, едноставно се што доаѓа од опозицијата треба амблок да биде отфрлено, за да не се евентуално наруши концепцијата, односно некоја идеја која треба да следува во блиска иднина, затоа што многу од законите кои доаѓаат од економија се стриктно наменски, нешто да се заврши. Во ред, ако се преклопуваат членовите, беше сосема добра намера да некој што бил во управен и надзорен одбор и во некоја установа предизвикал стечај, да заврши неговата приказна, едноставно да не ни се појавуваат истите луѓе кои продуцираат неквалитетна работа и носат државни компании во стечај, и тоа се едните исти стечајни управници, представници на управни надзорни одбори и така натаму, председавачи и така натаму и така натаму. Значи, тотално ми е нејасно, односно јасно, зошто Министерството не сака да прифати ваков тип на амандман. Текстот е буквално препишан тоа што важи за јавните установи, да важи и за останатите установи, односно за мешовитите установи. На тој начин ќе го заштитевме јавниот капитал секаде, сега само селективно во наводници ќе се обидеме нешто што е веќе испартизирано, исполитизирано, веќе што функционира лошо, барем законски да го уредиме во еден сегмент. Се надевам дека пратениците ќе имаат разбирање за овој амандман. Не очекувам разбирање од Министерството за економија и дека ќе го прифатите во насока на заштита на јавниот капитал и онаму каде што имаме мешовит капитал, а не да оставиме празен простор некој да манипулира или да прави малверзации со јавниот капитал во мешовитите установи. Благодарам.